Ученици од Тетовско средно стручно училиште одат на практична настава. Тие се од прехранбената насока. И во оваа компанија во Джепчиште учат како се произведува брашно. Нивното училиште соработува со повеќе фирми, во кои учениците одат на пракса. Realizimi I pjesës praktike ka vite, do të thotë 5 vitet e fundit, që poson ndryshime në vend të vizitës që u bëhen ndërmarrjeve, tentojmë që në bazë të ligjit për arsim të mesëm profesional të realizohet në vende konkrete të punës. Собственикот на компанијата Рамадан Вејсели се обидува да им го објасни процесот на производство, од истовар на пченицата, преку мелење, се до пакување на брашното. Ова менторирање за Вејсели е едноставно, зашто овој пат има само неколку ученици. Раскажува дека понекогаш доаѓаат неколку десетици одеднаш, а времето е прекратко за нешто да научат. Shumicën rasteve kena ne kur I bijnë ato nxënësit vetëm një ditë na vizitojnë neve në vit. Për shembull vetëm një ditë I kanë prodh 3 klasë ose 4 klasë ose një klasë, për shembull 34 nxënës vetëm na vizitojnë ta shoqëron se si bluhet, për shembull të lemiton se si bëhet bluja, sa mund kuptojmë prej asaj ato. Kurse perëndimi un kam një përvojë se ku punoj vetë jashtë, 4 vite, sa I zgjatën më shumë janë 4 vite këto teknologji ushqimore në perëndim. Edhe më thon se ai prej 5 ditëve që I ka java 3 ditë I ka praktik ose 4 për tër kësaj periudhe 4 vjeçare edhe në fund ai është I aftë kur ta kryet të marrë diplomë dhe ta menaxhojë një mullit të tillë për shembull se se është I diplomori akademi edhe ka teorinë edhe praktikën I ka dy bashkë. A për fat të keq te ne nuk është kjo. Овие ученици 4 дена во неделата имаат часови во училиште. А еден ден е резервиран за да се обидат практично да го применат наученото. Ka nevojë për më shumë praktik se është e nevojshme për drejtimin tonë ose për drejtime tjera, për të mësuar gjëra më shumë. Nuk mundet me një ditë praktik, nuk mundet që ta bësh një punë, ta financosh një fabrikë të madhe, duhet më shumë, 3-4 ditë mund të mrihesh diçka. Me pak jo, duhet më shumë. Дека македонското образование не продуцира квалитетни кадри, соодветни на потребите на бизнисот, потврдуваат во невладината агенција за поддршка на мали и средни предпријатија ЕСА. Анализирајќи го пазарот на трудот, утврдиле дека компаниите самите мораат да ги обучуваат идните вработени. Afaristët në mungesë të kuadrave adekuate praktike, me aftësi shkallësi praktike, nuk kanë kohë të presin. Shkaku se ata kanë porosi, kanë obligime, kanë zhvillimi I tyre, trendi ose I ndërmarrjes, nëse ka rritje, kanë nevojë për kuadro plotësuese. Ato vetë domethënë angazhojnë njerëzit e vet për t'i aftësuar një numër të caktuar të punëtorëve për ndonjë specifik ose ndonjë aftësi shkallësi që kanë nevojë. Por, e thashën e pak më përpara, koncentrohen duke ditur se edhe ata të njëjtit do të largohen, nuk do të qëndrojnë ndërmarrje, trajnojnë një numër pak më të madh me qëllim që të ngele ai numri I duhur në ndërmarrje. Квалитетот на практичната настава во високото образование го истражувале група студенти од Скопје. Деа Здравковска и нејзиниот колега Петар Барлаковски интервјуирале студенти и собственици на компании. И самите го потврдиле сознанието дека праксата на студентите главно се сведува на праќање по бурек. Во едно интервју буквално имаше напишано дури сакаме студентите кога ќе одат по бурек. Генерално вака кога одиме на факултет, кога некој ќе каже еве бев на пракса, стварно е проформа праксата и тие што биле студенти на пракса не знаеме колку точно да кажеме на вистина имало процес на евалуација каде што би можел студентот во дневник буквално да испише секој ден што точно правел на пракса заедно со менторот.
Меѓутоа има и компании што ова многу правно го имаат обезбедено, односно приватните компании и фирми си имаат посебен ментор, и менторот му дава оценка. Другиот проблем што самите студенти го увидуваат е дека тоа што учат на факултет не се применува во пракса, односно теоријата на факултет не е применлива за практичната настава. Истражувањето покажало и дека голем дел од студентите, иако формално добиваат дипломи, не понесуваат знаење и вештини со кои би биле конкурентни на пазарот на трудот. Кога ќе дојдат на пракса студентите буквално почнуваат од нула, како да не учеле никогаш факултет, бидејќи доста од коментарите беа дека студентите немаат основни познавања на правопис, на комуникацијски вештини, soft skill вештини, не знаат како да се однесува на работа, доцнат на работа. Значи збориме за елементарни работи што во секоја работа и во секоја сфера ќе се најдат, а не збориме за поситни детали што ќе го направи тој студент да се истакне од другите што се на пракса. Истражувањето има и други интересни податоци. 80% од студентите самите се снашле за да најдат компанија во која ќе одат на пракса, а на останатите 20% им нашол факултетот или им понудила компанија. 76% оделе на пракса во приватни фирми, а државните институции биле позатворени, па кај нив биле 24% од студентите. Само 26% од студентите добиле ментор од факултетот. Во нашето истражување дознавме дека секој четврти студент нема извршена студентска пракса и покрај тоа големиот процент, скоро 98% од студентите сметат дека биде задолжително. Но проблемот, како што реков, повторно ја лоцираме вината кај самите факултети, поради тоа што на крајот од факултетите се оние кои што мора да увидат дали конкретниот студент кога упишува втората година од своите студии има остварена студентска пракса. Впрочем, Министерството за образование и наука во 2011 година има донесено правилник каде што се вели дека студентската пракса како таква треба да биде задолжителна. И сега, кога еден студент би требало да запише втората година, луѓето што работат со референтите во самиот факултет треба да проверат дали тој студент има извршена пракса. Но за жал, видовме дека студентите може да најдат механизам, односно начин каде што ќе може да го запишат својот семестар без реализирање на студентска пракса. Томислав Зогравски е менаџер на IT компанија од Скопје. Студентите кои се заинтересирани за пракса овде ги примаат откако ќе им направат кратко интервју. Така оценуваат кој од нив е заинтересиран да научи и работи, а кој сака само подпис. На оние што ќе поминат, им се обезбедуваат услови и ментор кој ќе работи со нив. Најдобрите студенти ги задржуваат. Генерално, ако барате моје мислење, сметам дека недоволно е. Че недоволно се спремни студентите за да преминат од академскиот во реалниот свет. Не знаат, значи дали тоа да почнеме од економија, доаѓаат тука ние имаме кадри економисти. Теоретски знаат што е ДДВ и како функционира, не знаат да пресметаат 18% ДДВ. Такви банални работи, како пример ги кажувам. Правници од правен факултет, тази дипломирани не стапнале никогаш во судница. Ни еден час не поминале да видат како изгледа процесот од судењето. Така што мислам дека не е доволно. Генерално треба да се работи на тоа, меѓутоа не е тоа само оставено не треба да се остане само на државата или само на факултетите, треба и студентите да го бараат тоа и да знаат. Има сега органи, студентски парламент, може да го побараат, тоа меѓутоа едноставно нема иницијатива. 80% од студентите се пасивни, чекаат. Остатокот од 20% се многу активни и тие се тие практиканти кои што доаѓаат тука кај нас. Зогравски смета дека концептот праќање по бурек не носи придобивки никому, а најмалку на самата компанија. Нема компанијата некој бенефит ако имам тука некој што ќе ми прави кафе и ќе оди по бурек. Мислам, тука и јас сам си го правам кафето во компанијата, не барам од некој од работените да ми го прави кафето. Имањето тука практикант не значи да го оставиш ништо да не прави цел ден. Сакам да кажам, трошиме и наше време и сега ако имаме некој така што седи, не гледам поента зашто некој би седел реда ради да земе подпис дека бил на пракса и второ да шири тука култура дека може да се седи и ништо да не се прави цел ден. Тоа апсолутно не доаѓа во предвид. За професорот на Штуловиот универзитет, академик Абдулменав Беџети, проблемот го создале многуте различни политики и стратегии во изминатиот период.
Учениците и студентите со закон се обврзани да одат на пракса, но не се водело сметка како ќе се реализира тоа. Wenn se dok mi parasysht për masat e studentëve janë rreth 20.000-25.000 student njëkohësisht në shtet, pra imagjinoni këta 25.000 njerëz të çoni në institucione, në komunitetin e biznesit, sektori real, për të bërë punën praktike, çfarë mundësia absorbimi kanë ata. Keni vënë një normë në ligj e cila vetëm është barë dhe kursesi mundësi reale e realizimit. Ku është forca absorbuese për të dhënë punktin e praktikantëve? Kompanitë private si mundësi për këtë do t'i marrin këta student atje dhe nuk i japin akses për asgjë, thjesht mund t'i çojnë për ble byrek, apo t'u bëjnë ndonjë shërbim për fotokopje apo diçka të ngjashme, bile edhe të tilla shërbime nuk i japin. Institucionet e shtetit nuk janë në kapacitet të përgatitur për me absorbu, sepse s'kan vendet e punës ku t'ulen të punësuarit, e lëre më t'i gjejnë edhe praktikantit student. Според беџети, државата треба да ги мотивира само студентите кои ќе се определат за оние образовни насоки од кои има недостиг. Така би се зголемил квалитетот, а би се намалил квантитетот во образованието. Shteti nuk bën gjë tjetër mandej për me i selektu që këto drejtime që i përmenda pak më parë të shkencave socio-ekonomike, juridike apo edhe filologjike, bile edhe t'i demotivoj, që thjesht të mos u jep financim atyre. Në rast se shteti ka nevojë për 100 ekonomist, po 100 ekonomist të mirë, pra shteti duhet t'i motivojë mbi bazën individuale, t'ju paguaj shkollimin vetëm atyre profileve që i përmbushin kërkesat që i ka parashtuar shteti. Pra mbi bazën e një matje të mësimnxënjes, çka ka përfitu profili dhe sa i është i aftë në kuptimin që t'jeti i përshtatshëm për tregun e punës. Dhe jo të vlerësoj vetëm diplomat. Sepse ne jemi në një situatë ku kemi inflacion diplomash, ku kemi studime masovike, me mira dhe mira diploma, bile po deshet edhe nivelet shumë të larta të arsimit, siç janë magjistraturat, po edhe doktoraturat së shpejti do arrijnë këtë nivel. Од кабинетот на новата министерка за образование Рената Десковска информираа дека проблемот со практичната настава ќе се решава со промени во наставните програми. Во новите програми задолжително ќе биде одреден процент на настава да се одвива во компанија, тоест учење преку работа, така што учениците ќе ги развиваат потребните вештини. Несомнено е дека за да се добие готова работна сила, потребно е училиштата да се опремат со работилници и лаборатории. Во очекување на новите програми, на учениците и студентите им останува да бидат амбициозни и упорни. А на работодавачите да живеат поздраво, без бурек и со помалку кафе.